Централен дневник во 20 часот на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. Со истиот започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. 30.000 семејства на своите трансакцијски сметки ја добија паричната социјална помош зголемена за 10%. Владата обезбеди нови 30 вработувања за деца без родители. Преку програмата за рурален развој, општините ќе ги подобруваат условите за живот. На 30.000 социјално ранливи семејства денеска им беше исплатена за 10% повисока социјална помош. Новите измени на Законот за социјална заштита се дел од владината програма за поддршка на најранливите категории на граѓани. За оваа мерка владата издвои дополнителни 105 милиони денари. За 10% поголема социјална парична помош за околу 30.000 семејства во Република Македонија. Првичната замисла според владината програма била годинава зголемувањето на социјалната парична помош да биде за 5%, но биле направени дополнителни напори и сега да се зголеми за 10%. За оваа цел биле направени и потребните измени на Законот за социјална заштита. Денес веќе ја исплативме социјалната парична помош зголемена за 10% на околу 30.000 семејства во Република Македонија. Ова е значително зголемување на социјалната помош за 10% и уште едно исполнување на ветување и на проектот програмата на владата на Република Македонија. Според министерот за зголемувањето на социјалната помош од 10%, за 12 месеци ќе бидат обезбедени дополнителни 105 милиони денари, односно 1,7 милиони евра. Како влада и понатаму ќе продолжиме со грижата за социјално ранливите категории на граѓани. Именно социјалната парична помош изминатите години во просек е зголемена за 61,8%. Низата мерки и проекти за поддршка на најранливите категории на граѓани според најавите на министерот ќе продолжат и во идниот период. Во фаза е нова тура на вработување на 30 деца без родителска грижа. За 10 дена ќе заврши целокупната процедура и ќе започнат со работа во различни државни институции. До сега се вработени 113, а со новите 30 ќе бидат вкупно 143 деца, најави денеска премиерот Никола Груевски. 30 лица кои израснале во домовите за деца без родители ќе бидат вработени во различни државни институции. Според премиерот Никола Груевски, новите вработувања се дел од проектот Д10 на владата, кој започна да се реализира пред 2 години. Преку овие мерки, бројката на вработени ќе се искачи на 143 лица. Целта е обезбедување стабилен економски и социјален статус на граѓаните од оваа категорија. Од 2013 година веќе имаме системска програма која што секоја година е дел од буџетот, која што е дел од закон и која што ќе продолжи и понатаму. Така што досега само по оваа програма од 2013 година вработени се, вклучувајќи и овие 30 што за 10 дена ќе почнат со работа, вкупно 143 деца излезени во домови за деца без родителска грижа. Така што продолжува нашата континуирана грижа за оваа категорија на граѓани. Системската програма на владата за помагање на лицата од домот без родители, според премиерот Груевски, секоја година ќе биде дел од буџетот. Освен обезбедувањето по квалитетен живот преку соодветни работни места, владините мерки предвидуваат и социјални станови наменети токму за овие групи на граѓани. Со 3,2% проектиран раст од страна на Меѓународниот монетарен фонд, Македонија ќе има еден од најдобрите економски резултати во регионот. Според монетарците, финансискиот сектор во земјава е стабилен, постигнати се повисоки буџетски приходи од планираните.
Меѓународниот монетарен фонд ја потврди економската стабилност во Македонија со проектиран раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Според монетарците, финансискиот сектор во земјава е стабилен. Постигнати се повисоки буџетски приходи од планираните, особено данокот на добивка, додека приходите по основ на данок на додадена вредност и неданочни приходи се пониски од планираното. Ризик за остварување на растот на бруто домашниот производ пред се е политичката криза во државава. Политичката криза веќе влијае на економијата и од тие причини проекцијата на ММФ е намалена од 3,8 на 3,4 за оваа година. Така што ММФ веќе констатираше дека ова што го прави Зоран Заев и СДСМ веќе влијае на економијата и нема да има таков раст како што преходно се очекуваше. Тој се уште се очекува да биде висок, но не до толку колку што преходно се очекуваше. Повисоките трошоци за платите во полицијата и инвестициите во безбедносната опрема, според ММФ може да резултира со буџетски дефицит од 4%. Поради тоа советуваат кратење на трошоците за стоки, услуги и субвенции. Реализираните ветувања причина за огромната доверба која ВМРО-ДПМН ја има кај граѓаните. За економистите, двојната предност пред СДСМ, владеачката партија ја обезбедила благодарение на проектите кои што оваа влада ги реализира, а се однесуваат на изградба на фабрики и отворање на нови работни места. Создавањето на услови за развој на економијата, влезот на странските инвеститори, отварањето на нови работни места. Ова се само дел од причините, велат политиколозите, поради кои ВМРО-ДПМН во однос на СДСМ со години има поголема доверба кај граѓаните за прашања поврзани со економијата. Последната анкета на ИРИ покажува дека од 1105 анкетирани граѓани, дури 28% од испитаниците сметаат дека ВМРО-ДПМН може подобро да ја развива економијата и да ја намалува невработеноста. Само 11% од испитаниците сметаат дека тоа може да го направи СДСМ. За економистите пак ова е реален одраз на состојбата на терен која во наредниот период, доколку се реализираат најавените инвестиции, можно е да оди во нагорна линија, во корист на владеачката ВМРО-ДПМН. 6 нови инвестиции кои неодамна ги најави премиерот Никола Груевски, веќе се активни. Само овие компании кои што премиерот ги наброја предвидуваат креирање на над 5000 нови работни места, но она што е особено битно е дека процесот на вработување во овие компании е актуелен. Тој се одвива континуирано и веќе во моментот во овие 6 компании имаме вработено помеѓу 350 и 400 вработени, било да е тоа во областа на Браунфилд или пак да е тоа во обуките или пак оние работници кои што се подготвени да започнат со процесот на производство во фабриките кои што се отвараат. Позитивен момент е тоа што согласно информациите кои што ги имаме од овие компании, согласно нивните планови, е дека до крајот на 2015 година оваа бројка од актуелни 400 вработени во овие 6 компании треба да порасне на бројката од околу 1000. Ваквата состојба оди во прилог на власти и поднос на прашањето на ИРИ, која партија најнапорно работи за граѓаните. И овде предноста на ВМРО-ДПМН пред СДСМ е двојно поголема. Заврши проектот за доделување ваучери за таблети за студентите чии родители се со пониски примања. Вкупно беа доделени 5243. До сега владата на 3 пати доделуваше ваучери за набавка на IT опрема, од кои во 2008, 2011 и 2013 година беа доделени вкупно 27.000 ваучери. 5243 таблети со тастатура беа доделени на исто толку студенти, односно беа дадени ваучери, а со ваучерите тие во вредност од 8.000 денари си набавија таблети со тастатура. И тоа е од голема помош за сите оние студенти чии што родители немаат толкави примања, имаат пониски примања или пак се без работа и така натаму, да може да дојдат до таблет со тастатура. Ние досега 3 пати го имавме направено ова е 4ти пат да имаме ваков вид на акција. Во изминатите 3 наврати, во 2008, во 2011 и во 2013 година, имавме ситуација кога 27.000, вкупно 27.000 ваучери беа доделени. Со новите 5243 бројката надминува над 32.000 ваучери со кои што се набавуваат или таблети со тастатури или во минатото лаптопови и слично. Така што ова е од голема помош за сите оние студенти
кои што не може да дојдат, или пак многу тешко може да соберат пари нивните родители да им купат таблет со тастатура. Учениците од Велешкото село Сливник ќе добијат нови училишни простории. Во моментов се работи на изградба на 3 нови училници, кои треба да бидат готови до септември. Но доколку процесот се пролонгира, ќе се обезбеди привремен објект за одржување на наставата, изјави министерот Адеми. Учениците во Велешкото село Сливник идната учебна година ќе учат во нови училници. Наставата во подрачното училиште на основното општинско училиште Васил Главинов ќе се одвива во подобрени услови. Со тоа ќе се придонесе за поквалитетно образование на основците од Сливник, изјави министерот за образование Абдилаки Мадеми на денешната посета при која изврши увид во градежните активности за изградба на објектот. Инвестицијата околу 5 милиона и 300 илјади денари. Ќе се градат 3 нови училници, заедно со придружните објекти за котлара. Ќе се реконструира понатаму и стариот објект и ќе биде една целина. Ќе се создават услови учениците да учат во една смена. Од училиштето велат дека новиот објект е решение за еден голем проблем. Имаше бојкот од токму 28 дена работни. После тоа дојде министерот, градоначалникот и дојде до договор да се направи новата зграда. Сега е во градба и мислам дека ќе се направи, ќе се реши еден голем проблем. Реков за нижите оделенија, ако се отвори 9-то паралелка, тогаш во овие просторни услови пак ќе нема можност да се работи. Новиот објект од 170 метри квадратни во моментов ќе ги задоволи просторните услови за непречено изведување на наставата, но доколку има потреба, општината ќе размислува и за понатамошна надоградба. Во моментот е овозможено да се постигне и да се направи ова што, меѓутоа не значи дека тоа е завршена работа, како што се надоградува овој дел, ако се створат услови, се обезбедат финансии, ако ја има соработката и понатаму, како што до сега ја имаме со повисоките рангови на власта, сметам дека се е изводливо и дека возможно е да се направи се што е потребно. Во изминатиот период општина Велес работеше на повеќе проекти со цел похуман и поквалитетен живот за населението од овој регион. Преку програмата за рурален развој, општините ќе ги подобруваат условите за живот. Неодамна заврши проектот за аплицирање со проекти за развој и подобрување на условите на жителите во руралните средини. Покрај интензивните градежни активности во Повардарскиот регион, државата води грижа и за развој на руралните средини. Неодамна заврши повикот за аплицирање со проекти за развој и подобрување на условите на жителите во руралните средини. Голем дел од општините аплицираа со конкретни проекти кои ќе бидат финансирани од општински пари, но и од меѓународни фондови. Ние аплициравме со 2 проекти. Едниот проект ние со, можам да кажам, добро изработен проект со кој што ќе се заврши патот кој што е веќе направени се 9 километри, ни остана уште некаде 2,5 километри. Исто така аплициравме и за довршување на патот кој што некаде пред 10 години дел е направен, значи тоа е патот кон Војница. Значи тука ни остануваат уште неколку километри кои што треба да ги доправиме и фактички ќе биде до населеното место Војница, а ќе ги обслужува и другите населени места. Општина Градско исто така конкурираше на повикот. Едниот е изградба со асфалтирање и поплочување на улици во населено место Ногаевци со вкупна должина од 900 метри и вкупна вредност на проектот 13.760.228 денари и на мерка 322 изградба на фекална канализација во село Водоврати со вредност од 13.393.303 денари. Преку Министерството за финансии на ЕУ ИПА грантот, општина Градско конкурираше и за доградба на локален пат во село Кочилари, асфалтирање на улици во населеното место Градско, како и заменување на уличните светилки со енергетски ефикасни. Вкупната вредност на овие 3 проекти е во висина од 260.000 евра. Преку кредитот Светска банка ќе набави возило за собирање смет, а врз база на тој кредит општината добила грант за инфраструктурни проекти во висина од 230.000 евра. Очекуваме да имаме 6 нови проекти. Тоа се нашите очекувања. Не имаме аплицирано многу повеќе проекти, меѓутоа очекуваме реално 6 да добиеме.
Општинските власти порачуваат дека по завршувањето на постапката, добиените проекти ќе бидат презентирани на јавноста. Велес, како урбана општина, може да добие најмногу 140.000 евра. Општина Неготино го реши деценискиот проблем со водоснабдувањето и честите 12-часовни рестрикции. Сега водоснабдувањето е редовно и во текот на летните месеци, благодарение на реализацијата на проектот за хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење. Квалитетно и редовно водоснабдување има Неготино ова лето. Со воведувањето на проектот за хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење, акцентот е ставен токму на водоснабдувањето во градот и населените места и надминат е периодот кога имаше редукции и по 12 часа во едно деноноќие. Сега снабдувањето со вода за пиење е редовно. Ова лето значи имаме голем подобрување состојбата со водоснабдувањето, со што веќе го имплементиравме проектот за регулација, тоест хидраулична регулација на притисокот и е веќе осетно, така што во пролетниот период немавме редукции. До раните утрински часови екипи на јавното предпријатие Комуналец од Неготино работеле на отстранување на детектираните 4 дефекти на главната 72 километри долга водоводна мрежа, преку која водата од Лукар доаѓа до домовите на граѓаните на Неготино. Санирани се 2 дефекти на територијата на општина Кавадарци и кај Тимјаник, кои придонесувале за загуба на 5 литри вода во секунда, количини кои сега се вратени во водоснабдителниот систем, додека во наредниот период ќе се санираат и останатите 2 дефекти. Во текот на летниот период, на моменти кога температурите се прилично високи и има одредени дефекти по водоводната мрежа, се случува понекогаш да биде редуцирана водата во водоводната мрежа, но мислам дека со имплементација и на проектот за реконструкција на улиците во Неготино, односно реконструкција на водоводната мрежа на улиците во Неготино, ќе завршиме трајно и ќе ги надминеме проблемите од аспект на водоснабдување на град Неготино. Водоснабдувањето за Неготино беше долгорочен проблем кој сега е минато со реализацијата на проектот за хидраулично мерење на притисокот на водата, за кој се издвоени 350.000 евра. Советот на општина Демиркапија вчера ја одржа 19-та редовна седница, на која на дневен ред беа 7 точки. Сите беа поднетак во разгледани и усвоени, а некои од нив и дискутирани и образложени од надлежните. Советот на општина Демиркапија ја одржа 19-та поред редовна седница. По усвојувањето на записникот од претходната седница беа разгледани и усвоени следните точки. Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Демиркапија за 2015 година. Утврдување на нацрт урбанистички план за село Клисура, етно село на која образложение пред советниците даде Тони Петков, раководител на сектор за урбанизам, комунални дејности, животна средина и локален економски развој. Усвоен беше и предлог правилникот за внатрешна организација на општинската администрација во општина Демиркапија и предлог правилникот за заштита и спасување од пожари и експлозии. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на висината на цената на услугите во општинската установа Дом на култура Мирка Генова Демиркапија. Потоа предлог решението за одобрување финансиски средства на Сдружение Спортски клуб Богородица од Демиркапија и предлог решението за одобрување финансиски средства за организирање на традиционален Петровденски турнир во мал фудбал Бистренци за 2015 година. Заврши летниот кампус на Криволак 2015 година. Еврокомесарот Јоханес Хан идната недела доаѓа во Скопје. Портпаролката на еврокомесарот Јоханес Хан Маја Коцијанчич упати порака во име на Брисел во која се бара одговорно и конструктивно однесување од сите македонски политички лидери. Разговорите меѓу политичките лидери се во критичен момент. Европската унија очекува сите тие да се однесуваат одговорно и конструктивно и да работат итно и во добра волја во решавањето на ова вонредно прашање. Со оглед на големите предизвици со кои се соочува земјата, веќе нема време за губење.
Ние повторуваме дека четворицата лидери потпишаа договор на 2 јуни и го потврдија истиот на 19 јуни. Овој договор е основа за конечен компромис. Тие мора да ги имплементираат одговорностите што ги презедоа. Интересот на земјата мора да е на прво место, се вели во пораката на Коцијанчич. Таа најави доаѓање на Хан во земјава идната недела. Целта на неговото доаѓање е посредување при конечен договор за решавање на политичката криза. Според Коцијанчич, компромисот е есенцијален елемент во демократијата, а политичката енергија мора да се фокусира на реформите во препораките на Еврокомисијата. Со воена вежба денеска на армискиот полигон Криволак заврши 6-тиот летен камп за питомци од 10 држави со околу 200 учесници. Целта на летниот кампус е да се запознаат со предизвиците на постконфликтните операции со кои тие можат да се соочат во иднина. Летниот кампус дава уникатна можност за питомците, студентите и инструкторите да ги увидат предизвиците и ограничувањата во напорите за воспоставување на мир. Во рамките на кампот беше реализирана вежба на која беше представен тактичко борбениот тренинг со оклопни транспортери, медицински тренинг, урбани операции, тренинг со импровизирани експлозивни направи, медијација и преговарање, како и медија тренинг. Од силното невреме во Венеција, едно лице загина, а 30 се повредени. Германската канцеларка Ангела Меркел денес ја оствари првата официјална посета на Босна и Херцеговина. Вестите од светот. Најмалку едно лице настрада, а 30 се повредени, од кои 3 сериозно, во силното невреме што вчера ја погоди Венеција и областа Венето во Италија. Жртвата во невремето е повозрасно лице, а повредените кои главно се здобиле со полесни повреди се сместени во болниците во Мештра, Падова, Пјове ди Сако и Мирано. Во згрижувањето на повредените учествувале 2 хеликоптера и 19 амбулантски возила. Силниот ветер корнел дрвја, а оштетени се и голем број куќи. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска ќе престојува во прва официјална посета на Босна и Херцеговина, каде ја завршува 3-дневната балканска турнеја. Меркел во Сараево ќе биде пречекана од председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздич, а потоа канцеларката ќе се сретне и со членовите на председателството на Босна и Херцеговина. Посетата на Босна и Херцеговина германската канцеларка ќе ја искористи за да ја посети изложбата во галеријата 11.7.1995 и да се сретне со представничките на Сдруженијето Мајки на Сребреница. Според најновото рангирање на ФИФА, македонската фудбалска репрезентација се најде на 105-то место, а македонската кошаркарска репрезентација пак со нови промени пред почетокот на Европското првенство. Македонската фудбалска репрезентација се најде на 105-то место на најновото рангирање на ФИФА. Парот од 5 позиции следува по поразот на фудбалерите од репрезентацијата од Словачка. Нашата селекција сега има 311 поени. И Шпанија е како една од противниците во нашата квалификацијска група. Забележа пат на 11-тото место и е негативна појава за тимот кој секогаш се наоѓал меѓу првите 10 селекции. Голем скок од дури 8 места има Украина која сега се наоѓа на 27-та позиција. Белорусија бележи негатива и пат до 100-та позиција, додека Луксембург е на 146-тото место. Врвот на листата на ФИФА го држи Аргентина пред Германија и Белгија, а во првата десетка се најдоа и Колумбија, Холандија, Бразил, Португалија, Романија, Англија и Велс. Македонската кошаркарска федерација со нови промени пред почетокот на Европското првенство.
Националниот дрес на кошаркарите за Евробаскетот во Загреб ќе биде испишан со нови поддржувачи по новите спонзорства кои ги договори Федерацијата. Компанијата Пелистерка од оваа година ќе биде главен спонзор на домашната кошаркарска репрезентација. Освен поддршка за сениорите, во планот за соработка предвидено и покровителство и на трите млади репрезентации за играчи од 16, 18 и 20 години. Струга и Охрид ова лето ќе бидат домакини на Евробаскет за девојки до 16 години, чија организација повторно ќе биде поддржана од Пелистерка. Според официјалното соопштение на компанијата, тие ќе останат доследни на принципите да помагаат во сѐ што од национално значење и представува македонска гордост. Шефот на стручниот штаб на Шкендија, Шпетим Дуро, по единствениот тренинг на стадионот во Абердин, донесе одлука за составот со кој ќе му се спротистави на шкотскиот тим во обидот да се дојде до изненадување во првото квалификацијско коло од Лига Европа. По ремито одиграно во Скопје, Абердин останува апсолутен фаворит за понатамошен пласман, но тетовци не се откажуваат од надежта и можноста за позитивен исход. Според Дуро, тимот на Шкендија има намера да покаже дека има капацитет да игра квалитетен фудбал и ќе се потрудат да го дадат својот максимум без грешки во одбраната. Иако во изминативе 2 години Шкендија во континуитет преку својата интернет страница во живо ги пренесуваат сите надпревари на клубот, сепак за вечерва неизвестен е преносот од дуелот во Абердин. Кралскиот клуб Реал Мадрид во трка за Карваљо. Еден од најбраните центри во НБА, Деандре Джордан, останува во Клиперс. Ова се вестите од меѓународниот спорт. Кралскиот клуб Реал Мадрид е уште еден од низата клубови кои се заинтересирани за услугите на фудбалерот на Спортинг Лисабон Вилијам Карваљо. Не изненадува фактот што сите европски клубови го бараат овој фудбалер, затоа што го сметаат за еден од најперспективните играчи во светот. Интерес за него во изминатиот период имаше од страна на Арсенал и Манчестер Юнајтед. Откупната клаузула за Карваљо изнесува 45 милиони евра, но од Реал Мадрид очекуваат да го доведат за половина цена пониско. Карваљо би го заменил Асиер Илјараменди, кој пак се очекува да премине во Ливерпул, клубот од премиер лигата кој покажал најголем интерес за него. Лос Анджелес Клиперс го решија најголемиот проблем. Еден од најбараните центри во НБА, Деандре Джордан, останува во Клиперс, иако пред една недела неговото заминување во Далас беше готова работа. Сепак, неколку дена подоцна, управата на Клиперс успеала да го убеди. Имено, Джордан најнапред прифатил 4-годишен договор со Далас вреден 80 милиони долари, но Клиперс му понудиле 110 милиони. Кошаркарот им се заблагодарил на Далас, но одлучил да остане во Лос Анджелес Клиперс. До 9 јули ниту еден договор не е полноважен, па играчите може да се потпишат спротивно од она што се договориле пред 9 јули. Денеска имавме уште еден сончев и многу топол ден. Живата во термометарот се искачи до 39 степен. Во продолжение погледнете детално за временската прогноза.
И тоа беше се во централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Редакцијата која ги подготви ви благодари на вниманието и ви посакува пријатна вечер.